Почитувани пријатели, почитувани гости, почитувани партнери, почитувани министри во владата на Република Македонија, господин Поповски, господин Манчевски, почитувана Фани Карамфилова, директорка на Фондацијата Отворено општество Македонија, почитуван амбасадор на Европската Унија во Република Македонија. Чест ми е да ви посакам добре дојде на 14-та општество конференција која секоја година Фондацијата Метаморфозис ја организира во оваа време. Денеска датумот на конференцијата со еден ден за доцнување се совпаѓа и со 70 годишнината на Универзалната декларација за човекови права, која беше донесена 1948 во Париз, и важно е дека сите тие принципи на Универзалната декларација за човекови права се вградени, се промовираат во сите активности и проекти што ги реализира Фондацијата Метаморфозис од кога постои. Се разбира дека во цел овој период предизвиците се менуваат, но начелата на таа декларација остануваат исти, а пред се мислам дека тоа значи дека како што се вели во самата декларација, дека сите луѓе се раѓаат еднакви по права и по слободи. И во оваа конференција ние ќе се обидеме да одговориме на дел од предизвиците со кои сме соочени денеска како општество во Македонија, и пред се повторно фокусот ќе биде на влијанието на новите технологии, на интернетот, на мобилната комуникација и така на онлайн медиумите и така натака. Па затоа сите заедно ќе дискутираме на теми кои се поделени во неколку сесии. Првата сесија веднаш ќе биде за реформите во медиумите и таман ќе видиме што имаме направено во изминатиот период, бидејќи оваа време лани исто така зборевме за медиумските реформи. Ќе биде представен и извештајот на Фондацијата Метаморфозис за напредокот во тој процес, посебно во однос на препораките на извештајот на Прибе. Понатака во наредната сесија ќе збориме за предизвиците поврзани со борбата против дезинформациите, со напорите што ги прави невладиниот сектор и владата и сите останати во надминување на негативното влијание што ги имаат дезинформациите, и посебно ќе се фокусираме на медиумската писменост како една од алатките за да нашето општество стане имуно на таквото негативно влијание. Понатака ќе збориме исто така за еден многу битен елемент на нашето општество, а тоа е безбедносниот сектор. Посебно е важно да се збори за тоа, затоа што недовербата на граѓаните кон тој сектор е зголемен, посебно заради случувањата во изминатиот период во Македонија, меѓутоа и пошироко, и токму наоѓањето на некаков модел на барање отчетност од страна на граѓаните и од невладиниот сектор кон тие структури е многу важно за да повторно се зајакне и довербата, меѓутоа и да се зајакне односите помеѓу граѓаните и државните институции. За да во последната сесија збориме за отвореноста на државните институции и тука ќе бидат представени резултатите на еден регионален проект финансиран од Европската Унија кој се вика Action-C, каде што ние секоја година мериме колку се отворени институциите во Македонија, но и во 6 други држави на Балканот, и не само тоа, туку и даваме препораки како тие предизвици и проблеми кои се идентификуваат да се надминат, и се со цел за да институциите станат поефикасни, меѓутоа исто така за да можат повторно да се зајакне таа релација помеѓу граѓаните и државните институции и да се зајакне и довербата. И на крај би сакал да кажам дека оваа конференција е многу важна за нас како организација, меѓутоа сметам дека игра една многу важна улога, бидејќи сите овие предизвици за кои ги спомнав и за кои што зборуваме секоја година, не може да се надминат без вистинско партнерство помеѓу сите сектори, невладиниот сектор, владиниот сектор, меѓународната заедница, донаторите кои исто така возможуваат ние како невладини организации да функционираме, и преку овие дебати и дискусии сметам дека на вистински начин може да придонесеме и да ги идентификуваме предизвиците со кои сме соочени и да преземеме соодветни чекори понатака.
Јас нема да должам повеќе, верувам дека во самите сесии ќе има и многу повеќе детали за сите овие работи. Би сакал сега веднаш да им дадам збор на нашите ценети гости. Ќе почнем со госпоѓа Фана Карамфилова, извршна директорка на Фондацијата Отворено општество Македонија. Повели, Фани. Благодарам, Бардил. Често во вакво друштво, веројатно солидарност на граѓанските организации, прва збор да добијам не очекував. Почитувани министри во владата, господине Поповски, господине Манчевски, почитуван амбасадор Богар, почитуван Бардил Јашари и сите вработени во Метаморфозис и членови на управниот одбор. Навистина ми е чест да говорам денеска овде на оваа 14-та поред конференција на тема Е-општество, која што Фондацијата Метаморфозис веќе традиционално ја организира скоро по втората година од своето постоење, ако добро сеќавам, бидејќи денеска, односно годинава правите 16 години. Се сеќавам, лани зборувавме заедно со Манчевски на 15 годишнината од основањето на Метаморфозис. Темата на денешната конференција носи наслов Медиумски писмени граѓани со цел да обезбедиме отчетни институции. Морам да кажам еден наслов кој што носи голем предизвик. Носи голем предизвик во ова наше општество, имајќи предвид како стоиме со медиумската писменост. Прво малку ќе зборувам на таа тема. Медиумската писменост формално за прв пат се дефинира како нешто што ќе се промовира од страна на државата и институциите со промената на Законот за аудиовизуелни услуги во 2014 година со цел усогласување на истиот со директивата на Европската унија. И од тука Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги почнува да се занимава, да се обиде да развива некаков концепт или програма со која што ќе ја промовира. Ќе ја промовира оваа нов феномен во наши услови, глобално зборувано, веројатно и во светски, некаде концептот датира од 60-тите, 70-тите години. Каде сме денес? Од 2014, денеска 2018 година. Има изработено програма со која што треба да се промовира медиумската писменост од страна на агенцијата одавно. Во подготовка е стратегија за аудиовизуелни услуги, која што иако планирана да се донесе во првата половина на оваа година, донесувањето доцни, се уште не е усвоена. Новата стратегија, инаку генерално се доцни со реформите на планот на медиумите, Бардил спомена, тоа ќе биде предмет на разговор на следниот панел. Она што можам да го кажам јас како наш впечаток на тој план е дека, а го базираме на податоците од извештајот за обсерваторијата на медиумски реформи, кој што Фондацијата Отворено општество го поддржа Метаморфозис да го спроведе, опште впечатокот дека реформите се случуваат, но дека се случуваат со забавено темпо, па во тој контекст и овој дел со стратегијата би рекла доцни. На темата медиумска писменост, иако многу би се очекувало со оглед на тоа дефиницијата што значи медиумска писменост, да се занимаваат образовните институции. За жал и во новата стратегија за образование 2018-2022 година терминот медиумска писменост не е споменат. Уште помалку има било каква стратегија како медиумската писменост да стане дел од она што се наставни програми во средното образование и наставни програми во високото образование. И остануваме со фактот дека младите, заради целата оваа ситуација, веројатно многу тешко имаат вештини и знаат како да ги верификуваат и да ги потврдуваат податоците и информациите до кои што доаѓаат. А единствени кои што засега, нескромно ќе кажам, играат најголемата улога, не велам дека и таа улога е доволна и на задоволително ниво, се граѓанските организации, кои што сите овие години наназад се обидуваат толку колку што можат во рамки на своите капацитети и знаења да работат и со граѓаните, и со медиумите, и со новинарите, да ги јакнат нивните капацитети за тоа да бидеме медиумски пописмени. Медиумската писменост по лингвистичката и математичката писменост е, би рекла, трета по важност и без неа не можеме да кажеме дека имаме генерално, за жал, писмени граѓани.
Каде стои Македонија на темата медиумска писменост, некои податоци до кои што ја успеав да дојдам вчера подготвувајќи се за оваа денешна конференција. Има едно истражување на случајно е тоа коинциденција на Институт Отворено општество Софија, работено со две други партнерски организации, во кое што се анализирани 35 држави, значи 28 членки на Европска Унија, 5 држави од Западен Балкан, Турција и Исланд. Рангирани се овие 35 држави по тоа каде стојат на планот на медиумската писменост. Извештајот се вика Media Literacy Index 2018, може да го погледнете. Ги рангираат овие 35 држави со тоа што каде стојат на планот на медиумската писменост, со тоа што како фактори влезни за состојбите се рангирањето на секој од државите, како стои со слободата на медиумите согласно извештаите на Freedom House и согласно извештајот на Репортери без граници. И потоа ги ставаат оценките за секој од државите како се рангирани согласно тестирањето на ОЕЦД, PISA тестирањето на ОЕЦД, за научна, лингвистичка и математичка писменост на децата. Верувам знаете за какво истражување станува збор. И последниот фактор е процентот на населението кое што има високо образование. По сите овие фактори, за жал, Македонија на скалата е 35-та. Последна. Мене не толку ме загрижи фактот што на скалата за медиумска писменост стоиме така ниско, тоа е страшно, меѓутоа, кога ги земете предвид овој конгломерат на фактори што го условуваат ова рангирање, покажува дека Македонија е подолу и од своите соседи во регионот. Ајде не се такмичиме со државите членки на Европска Унија, што покажува дека имаме сериозна работа во делот на образованието пред се, во делот на начинот на кој што се пласираат информациите од страна на медиумите, во делот во кој што владата ги промовира и ги спроведува концептите кои што треба да придонесат за зголемена медиумска писменост и така натаму. Еден друг извештај, мониторингот на медиумскиот плурализам од 2017, исто така пишува дека, оценката е дека ризикот на овој индикатор за медиумска писменост, кога е во прашање Македонија, е висок од 71% споредено со останатите држави членки на Европска Унија и кандидатки за членство, да кажам, највисок. Така што имаме многу предизвици, имаме многу работа на овој план. Во овој контекст само ќе споменам она што ние со наша мала скромна подршка, ќе кажам, го правиме заедно со Метаморфозис во изминатава година и се надевам ќе продолжиме да го правиме, а во интерес на тоа да им помогнеме на граѓаните да успеат критички, информирано, свесно да ги анализираат информациите кои се пласираат. Го поддржуваме проектот Вистиномер, со кој што Метаморфозис има развиено алатка, долги години веќе тоа го работи, меѓутоа годинава се занимава со тоа да се оценуваат каде се разликите помеѓу ветувањата и реализираното, а кога станува збор за 3 области, а тоа се правосудството, реформата на јавната администрација и антикорупцијските политики, бидејќи сметавме овие 3 дека се најважниот аспект на тоа што најургентно треба да го направиме на планот на задоволување на европските стандарди почетокот на преговорите, значи со Вистиномерот се мерат разликите помеѓу ветувањата и реализираното во овие 3 области од страна на политичките партии, вклучително се разбира политичките партии на власт, а начинот на кој што се аргументираат наодите им помагаат на граѓаните, се надевам, да разберат што читаат, кој е изворот, кој е креаторот, зошто е така контекстуализирана таа вест, зошто одредени реализирани активности се представуваат на овој начин или на поинаков и така натаму. И тоа што ќе продолжиме да го правиме и што мислам дека единствено можеме да го правиме ние како граѓански организации, односно ние како фондација, е да продолжиме да ги поддржуваме знаењата и вештините на граѓанските организации кои што ќе овозможнат јакнење на знаењата на граѓаните за да станат
повеќе медиумски писмени, затоа што тоа е очигледно единствениот гарант дека на тој начин ќе успеат да бидат посилни, помоćни во инсистирањето институциите да бидат отчетни. Ви благодарам и ви посакувам денеска успешна работа. Благодарам многу, Фани. Посебно што ја истакна важноста на медиумската писменост и колку тоа влие нашите граѓани да бидат поангажирани, а тоа пред се зависи од начинот како ги користат новите технологии, меѓутоа и од квалитетот на информациите што им се сервираат. Понатака ќе продолжиме со господинот Дамјан Манчевски, министер во Министерството за информатичко општество и администрација. Повелете, господин Дамјан. Благодарам, почитана господја Карамфиловска-Пановска, почитан амбасадор Жбогар, колега Поповски, Бардел, благодарам на поканата, што втора година поред, како што кажа Фани, имам честа да зборувам на оваа ваша традиционална конференција за општество. И особено затоа што зборуваме за транспарентноста и отчетноста, нешто за што мислам дека активно и посветено работевме минатата година. Јас ќе зборевме пред почетокот кој за што ќе збори, ја ќе зборам за тоа што ми лежи на душа, а тоа е дигитализацијата и како новите технологии можеме да ги користиме. Колегата Роберт ќе збори за повеќе за медиумска аспект на проблемот. Дигитализацијата на услугите, за што цело време збориме, е со цел да ги доближиме институциите и услугите до граѓаните. Отварањето на податоците на институциите, кои што ги создаваат, како и инклузивноста на граѓаните во целиот процес преку користење на нови технологии, директно придонесуваат кон зголемување на отчетноста на институциите. И многу често ја тоа кажувам, многу е полесно во денешно време да ги донесеме услугите до граѓаните, отколку граѓаните физички ги донесеме до услугите и до институциите. И тоа навистина е така. До сега во МИОА, зборувам во претходниот период, работевме доста на стратегии, на анализи, на планови за работа. А 2019 година за нас е година на реализација на резултати кои што ќе бидат многу видливи за граѓаните. И тоа ќе почне веднаш, уште дури пред крајот, ќе кажем, на оваа година. Со пуштање во употреба на новиот национален портал за електронски услуги на почетокот на следната година и со можноста секој граѓанин да може да го активира својот електронски идентитет, долгите, сложени и нетранспарентни процеси за добивање на документи и услуги ќе станат минато. Секој ќе може преку својот електронски уред да ја добие потребната услуга. Дигитализацијата на овие процеси ќе го намали влијанието на човечкиот фактор, а со тоа, да бидем искрени, ќе се намали и можноста на корупција. Јас секогаш велам дека многу е потешко да се корумпира компјутерот колку човек, и ако има овде луѓе што знаат да го направат тоа, исто така лесно. Нормално, нема да бидат сите дигитализирани услуги веднаш, но водиме грижа пред се за приоритетите на граѓаните и бизнис секторот и во соглед на нив ќе оди и фазите на дигитализација на услугите. Денес веќе ниту една институција, ниту еден политичар со овие технологии нема изговор дека не можел да најде начин да комуницира со граѓаните. Со овие алатки кои што ги нудат новите технологии, институциите во реално време може да комуницираат со кого сакаат, да се консултираат и да ги вклучат граѓаните во процесот на носењето на одлуките. И оваа практика ја почнавме уште минатата година, преку објавување на најчесто бараните документи, преку објавување на документи кои што президагуваат владини седници и така натака, трошоци на министри и што се не. Но исто така, владата воспостави пракса нередовни консултации со сите засегнати страни за политиките и законите кои ги носи. Нормално имаме и ние исклучоци, не сме сите на ниво на задачата. Од 2019 година да најавам дека ќе го надградиме и ЕНЕР, со цел да возможиме онлайн дискусии, а не само да може да се испраќаат коментари па да се чека одговор, во однос на предложените законски решенија од страна на институциите. Транспарентноста на институциите во наредниот период ќе подигнеме уште на едно повисоко ниво. Пред крајот на овој месец во употреба ќе биде пуштен новиот портал за отворени податоци. Впрочем, денеска го презентирам и пред колегите на влада, на седница на влада, каде што сакам и тие самите станат свесни за поволностите
кој што овој портал и целиот концепт стратегија за отворени податоци ги нуди. Покрај транспарентноста во работењето, препознаваме дека отворените податоци може да бидат и силен поттик за социјален и економски развој. Тие може да се користат и за подобрување на управувањето, преку зголемување на транспарентноста, отвореноста, интегритетот и јавното учество во централната и локалната власт. Ова треба да доведе и до подобрување на начинот на кој што се даваат услугите и да предизвикаат поефикасен јавен сектор. Ќе го зголеми учеството на граѓаните, а со малку иновативност, отворените податоци и овој портал може да послужат како основа за отварање и развивање на нови бизниси. Тоа што значи дека бизнисите, медиумите, граѓаните ќе може да ги користат отворените податоци за понатамошни анализи, бизнис идеи, како и при носење на најразлични одлуки кои што за самите нив треба да ги донесат. Свесни сме дека довербата на граѓаните во институциите е ниска и тоа не е ништо ново. Но ова мора постојано да работиме. Изголемувањето на транспарентноста и достапноста на институциите е само еден од механизмите на враќањето на довербата на граѓаните во институциите, ако некогаш воопшто ја имале кај нас. И тука станува збор за процес кој што постојано треба да се работи. Стекнувањето на довербата не е лесно, ама многу е лесно да се загуби. Затоа транспарентност и отчетноста не се само мерки на кои работиме и треба да ги штиклираме дека сме ги завршиле. Туку тоа е една нова политичка култура. Тоа е начин на однесување. Но мораме да работиме континуирано и преку најразлични мерки да подобруваме транспарентност и отчетноста на институциите. И тоа е најдобриот начин за да се бориме против лажните вести. Ако граѓаните имаат секогаш и во секој момент, теоретски не може за сите, но пристап до информации кои што им требаат, реални информации од институциите, лажните вести ќе немаат плодна почва да се развиваат. И тоа, ова за што зборувам, воопшто не е лесно. И ќе бидам и доволно самокритичен да кажам и дека не сите представници на институциите го разбираат ова. И токму затоа уште повеќе ни е потребна соработката со и координацијата и со граѓанскиот сектор, со бизнисите, со академската заедница, со представниците на меѓународната заедница. Идеите што произлегуваат од ваков тип на настани, но секако ќе придонесат за подобра работа на нас и на институциите. Но исто така и не се плашиме од критика. Навистина верувам дека критиката не мобилизира и не прави подобри. И затоа дури ја мотивирам. Целта на сите ни е иста и е заедничка. А тоа е да генерално го подобриме квалитетот на живот на граѓаните. Благодарам. Благодарам, министре Манчевски. Посебно за тоа што сите работи што ги спомнавте и проектите на кои што работите се совпаѓаат и со целите на невладиниот сектор и на нашата фондација и ние ја имаме препознаено дека дигиталните технологии се еден од најефикасните начини како да се приближат државните институции кон граѓаните и дека пред се тоа значи ефикасни институции и дека самата дигитализација не е решение, туку е, како што рековте, да се смени таа некоја култура и всушност од една култура на затвореност да станеме отворена култура, најтешкиот предизвик со кој што сме ние соочени и дека овие сите напори што вие ги правите како министерство се само еден дел од се тоа што ние ќе треба да го направиме заедно за да бидеме отворено општество, отворено демократско општество. Понатака ќе продолжиме со амбасадорот на Европската унија во Република Македонија, господинот Семил Жбогар, кој е еден голем поддржувач и на работата на невладиниот сектор во Македонија, но и за Метаморфозис многу значи бидејќи два проекти кои тука се представуваат се финансирани токму од Европската унија, пред се мислам со критичко мислење до граѓани со медиумска писменост, кој всушност е и темата на нашата конференција, и проектот Action C, кој се занимава со отвореноста и отчетноста на државните институции. Повелете, господин. Thank you very much. Hello, good morning. Good morning to everybody. Dear ministers, dear Fanny Karamfilova. First, I want to congratulate Metamorphosis for organizing this event 14th time in a row. I think it's
It's quite a tradition, I think, as it was said. And as we learn from what Fanny was saying, it's very needed discussion, the media literacy. It's quite alarming result that your citizens would be the last in the region on media literacy, especially if you look at the title, which is Media Literate Citizens for Accountable Institutions. So if you don't have literate citizens, then also institutions get tempted to be less accountable. But so thank you very much for the invitation. In this digital era that we are all living today, never before you had so many information on one hand, through through Viber, Messenger, Facebook, and Twitter. Information is accessible immediately to everybody. But on the other hand, this is also a problem because you're bombarded with information, and it's very difficult. Then it might be challenging to see what are the real information. And so as it was said, the fake news and disinformation can easily become part of our digital interaction. So media literacy is of course about recognizing fake news, about recognizing real news, but it's much more than that. It's also about responsible debate. It's about pluralism of opinion. It's about critical thinking, approaching media, not just consuming information from media, but also critically consuming this information, and also to engage with media and to engaging with society through media. This is all media literacy. And in that sense, I think we are creating an environment for better control over the institutions, or better accountability, as you say, of the state institutions. So media literacy, in brief, is essential for healthy democracy. It's an indispensable ingredient of the healthy democracy. That's why the European Union is promoting media literacy projects, and in general in both current and future member states, because citizens are encouraged to express and elaborate on their opinions. But they're also, of course, enabled to assume responsibility when playing an active role in democratic processes. The citizens should learn how to listen to different opinions, how to hear different opinions, how to debate with someone's views, even if that one is different and not with a personality expressing those views. And of course, to recognize disinformation and respect for the other's privacy and dignity. I think all that is part of the media literacy in the bigger plan. Media literacy also enables citizens to use media for raising the issue of accountability of institutions. As I pointed out before, the right to information, together with the freedom of opinion and expression, is the cornerstone, another cornerstone of democracy. But coming back to here and today, the EU, as you just mentioned, is financing a couple of projects, including two of them that are part of these events. These projects complement the endeavors of domestic stakeholders, and we want to recognize the activity of the media agency, media regulator, who has initiated a network of media literacy involving the state and non-state actors. So this is a welcome activity, and these efforts, of course, will need a constant upgrade and given even ever-growing forms of communication. And as I said, new technologies might be a double-edged sword. A lot of information and too many information, but it is up to us to find a way how to capitalize on the immense advantages for the democracy, just as we need to avoid the traps that they carry along. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. Да, медиумската писменост е
е една од работите за кои сите ние треба да се вклучиме, да направиме напори за да биде дел од дури и од образовниот систем, што е една од целите на проектот што е финансиран од Европската Унија, и сметаме дека со создавање на нови генерации кои се медиумски писмени, дигитални писмени би рекол, но исто така без да се заборават и сите останати генерации кои исто така ќе треба да се ги користат секојдневно новите технологии и се информираат преку социјалните мрежи и преку интернет. Многу е важно за да се вклучат целисходно, за да може да придонесат во градењето политики, за да бидат ангажирани граѓани, да знаат како да ги читаат информациите и да препознаваат дезинформации од информација која е базирана на факти. Но исто така за да може да барат отчетност од институциите. Тоа се вештини кои се потребни и токму затоа невладините организации имаат многу важна улога да играат и да преземаат одговорност за дел од овие напори за градење медиумски писмени граѓани. Понатака ќе продолжиме со господинот Роберт Поповски, министер во владата на Република Македонија, одговорен за комуникација, транспарентност и отчетност. Овие три зборови кои цело време ги спомнуваме сите ние во нашите говори, и се надевам дека ќе слушнеме и негово видување за тоа како владата прави напори за да стане по-транспарентна, по-отчетна и да се подобри комуникацијата со граѓаните и со сите други чинители. Повелете, Господ. Благодарам. Почитувани панелисти, почитувани организатори, почитувани учесници на конференцијата, почитувани присутни, мене ми се падна паричка да изгледа со овие три компоненти. Оно што имам обврска и навистина ми причинува огромна чест и задоволство да можам да се обратам на една ваква конференција со импозантен и обврзувачки наслов. Бидејќи по резултатите што ги слушнавме од Фани, навистина имаме многу да кажеме околу медиумската писменост на граѓаните и отчетноста на институциите. Поврзаноста меѓу медиумската писменост на граѓаните и отчетноста на институциите е силна и двонасочна. Колку повеќе медиумски писмени граѓани, толку повеќе отчетни институции и обратно. Како силни застапници на концептот отворена влада, кој во себе меѓу другото ги обединува комуникациите, транспарентност и отчетноста, постојано имаме предвид да создаваме услови за да бидат исполнети функционално трите идеални улоги на медиумите кои можат да имаат огромно влијание врз доброто владење, транспарентноста и одговорноста. Како наблюдувачи и укажувачи, медиумите го штитат јавниот интерес преку следење на моќните сектори на општеството за откривање на случаи на злоупотреба на власта, криминал и корупција, ширење на лаги и дезинформации. Како креатори на агенда, медиумите ја подигнуваат свеста за приоритетите на политичките и социјални прашања од значење за општеството и како глас на јавноста, тие обединуваат различност од перспективи и видувања за квалитетна дебата за прашањата од јавен интерес, односно од интерес на граѓаните. До пред 2 години, повеќе од една деценија, траеше политичкиот погром, што резултираше со државно-партиска контрола врз медиумите и општеството, преку цензурата, крајно ограничени слободи на изразување и објавување, со случаи на кривично гонење и насилство врз новинари. Прецизно креираните, насочени и контролирани комерцијални притисоци го ограничија и во голема мера, дури и го оневозможија објективното и критичко пишување на медиумите. Паралелно со тие процеси се одвиваа и два други. Со првиот се понижуваа, се деградираа стандардите на новинарската професија до степен на политичка пропаганда и ефтин сензационализам. Со вториот процес се стеснуваше просторот за енергично граѓанско општество, на граѓанскиот активизам и учеството на граѓаните во креирањето политики. Почитувани, медиумската писменост бара плодна почва во општеството. Невозможна е медиумска писменост во општество во кое медиумите се корумпирани, уценети и купени од политички елити, а такво беше нашето општество до 2017 година. Затоа ние, членовите на овој владин состав, уште од самиот почеток, концептот отворено општество и отворена влада го издигнавме како клучен приоритет и критериум за обезбедување на услови за нормален, демократски, медиумски амбиент. Убеден сум дека со создавањето плодна почва за развој на медиумската писменост
придонесуваат и отворениот и професионален однос на владата кон новинарите и медиумите, новинарските и медиумските здруженија и организации, како и кон јавноста, домашната и меѓународната. Градиме култура на одговорно однесување и почитување на граѓаните и на медиумите, а со тоа и на јавниот интерес. Редовна практика, а не исклучок, е одговарањето на секое новинарско прашање низ отворен и достапен комуникацијски сервис, како што е секторот за односи со јавност на владата. Со еднаков пристап кон сите медиуми, со редовни владини пресконференции, брифинзи и директни контакти со новинарите, со активно учество на јавни и медиумски дебати. Главна карика од концептот отворена влада е токму активната транспарентност. Редовното објавување на агендите и записниците од владините седници, што не беше воопшто случај претходно, објавувањето акти, документи, извештаи, правилници на министерствата и институциите, објавување на склучени договори преку јавни набавки на електронскиот систем на Бирото за јавни набавки, објавување информации за службените трошоци на министрите, замениците министри, државните секретари, директорите и замениците директори на јавните предпријатија и многу други. Оваа влада слуша критика, ја анализира критиката и ги прилагодува своите политики согласно аргументираните потреби и интереси на граѓаните. Ваквата поставеност на владата е препознаена и нотирана во извештаите на меѓународната заедница и на граѓанскиот сектор. Freedom House констатираше дека за прв пат по 2010 година Македонија има демократско подобрување и станува држава со најветувачка шанса за демократски прогрес во Европа. Европската комисија запиша: направен е добар прогрес во слободата на изразувањето, особено во подобрување на климата за работа со медиумите и намалување на притисокот врз новинарите. Новинарите можат слободно да ги критикуваат институциите без цензура. Истражувањето на Action-C утврди резултат дека владата на Македонија е најотворена меѓу владите во регионот. Овие признанија за нас се само мотив да продолжиме во таа насока и уште повеќе да ги правиме достапни и транспарентни политиките и практиките на владата. И тука ја докажуваме поврзаноста помеѓу отчетноста и медиумската писменост. Колку властите ги прават информациите подостапни и поразбирливи за граѓаните, толку сме поблиску до објективно информирање и до точно разбирање на вестите кои гравитираат во медиумите, а кои граѓаните ќе ги препознаат како точни и објективни. Транспарентноста е брана и за лажните вести. Колку повеќе презентираме точни податоци во јавноста, толку им е потешко на креаторите на лажни вести да ја продадат својата лажна приказна. Во завршницата на ова моје обраќање ќе се повикам на уште една практика што ја воспостави оваа влада – на инклузивноста. Подготвени сме веднаш да го зајакнеме диалогот за забрзана имплементација на моделот за медиумска писменост. Размислуваме, дебатираме, собираме искуства за усовршување на сегашните образовни програми, како и за поддршката што се очекува од нас за системско присуство на медиумската писменост и во неформалното образование, што е од исклучително значење. За нас е апсолутно прифатливо да разговараме за поширока промоција и имплементација на медиумската писменост во општеството и за сеопфатен системски приод во кој ќе бидат вклучени и засегнати Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество и администрација, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, представниците од образованието на сите степени, медиумски и новинарски организации, саморегулаторното тело, граѓанските организации што занимаваат со темата медиумска писменост, јавниот сервис, македонската радио телевизија, меѓународната јавност и секако новинарите, медиумските работници, како и самите граѓани. Остануваме посветени на владените политики за поддршка на сите иницијативи, граѓаните да се стекнат со добро разбирање за медиумите, добро да ги читаат и препознаваат скриените агенди и да се стекнат со вештини за селекција на информациите. Длабоко веруваме во тој концепт, зашто медиумската писменост за медиумски еманципираните граѓани активира процеси кои му возможуваат на граѓаните активно да учествуваат во јавните дебати и да влијаат врз промените во општеството. Таквите граѓани ги предизвикуваат институциите и политичките елити на поголема транспарентност, отчетност и одговорност. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Ви благодарам на сите паналисти за вашите воведни говори и сега би ве поканил да продолжиме со сесиите, со агендата и да
се продлабочиме во сите овие теми што ги спомнавте и што се и во агендата, меѓутоа и инспирирани од говорите на нашите ценети панелисти, да видиме што сите заедно, како партнери, да ги надминеме сите предизвици со кои сме соочени како општество, а ние како организации сметаме дека меѓу другото, освен медиумските писмени граѓани и отворените институции, е многу важно да се реафирмира улогата на медиумите како еден суштински столб на секое одржливо демократско општество. Па, тоа е. Благодариме на сите.
Добар ден, дали може да почнеме? Се надевам дека имавте време да здивнете од претходната сесија и воведните излагања. Добре дојде и од мене на втората сесија, панел сесија насловена како Слобода на изразување и медиуми, докаде сме. Годинава истекува третата година веќе од донесувањето на два документа кои беа употребувани како подложка, како основа за дискусијата на тамошна во оваа сесија, а тоа е документот од експертската група предводена од Райнхард Прибе и итните реформски приоритети, во кои како 5 поглави, а 5 беа насловени потребните реформи, кои што Македонија како држава за излез од кризата требаше да ги и треба да ги спроведе. Петтото поглавје е медиуми и слобода на изразување. Во изминативе 15 месеци, поточно од 1 јули 2017, заклучно со 39.2018 година, Фондацијата Метаморфозис, поддржана од Фондацијата Отворено општество, спроведе наблюдување на делот кој се однесува на областа слобода на изразување, односно како се спроведуваат реформите во 4 столба кои беа назначени како приоритетни и како потребни во кои во нив да се спроведат реформи. Првиот столб беше јавниот радиодифузен сервис, вклучително и медиумското законодавство. Вториот столб се однесува на примената и пристапот до информации од јавен карактер. Третиот столб е владиното рекламирање или по-конкретно буџетските средства кои одат по еден или друг основ до медиумите. И последниот е состојбата со новинарските слободи во делот на употребата на институцијата клевета и навреда преку кривичниот законник. Овдека до мене е уредникот на агенцијата Мета и координатор на проектот кој го спроведуваше ова наблюдување на овие 4 столба, секако и на крајот на овој проект беше изготвен финалниот извештај од наблюдувањето, кој што може да се најде на веб страницата mediaobservatorium.mk. Зоран повели кои се клучните наоѓања од проектот Обсерваторија на медиумските реформи. Благодарам, Виолета, здраво на сите. Прво да кажам дека Метаморфозис ова го правеше во партнерски однос заедно со Агора и со ПИНА, платформата за истражувачко новинарство и анализа, со колегите од таму. Заклучокот нема да му се допадне многу на министерот, претпоставувам, е дека нешто почна, тргна, но е застанато. Тргнавме, но застанавме. Поединечно, ако сакате да ги разглобам наводите какви се. Јавниот радиодифузен сервис, МРТ, се донесе нов буџет во кој се определија некакви средства во него, малку повисоки. Е направен обид да се донесат новите закони, меѓутоа тие заглавија во собранието. Имаме една ситуација кога во програмскиот сервис се учат членови кои што се поранешни носители на јавни функции и оттаму нашата оценка за реформите во делот во овој столб е дека е започнато, но незавршено. За владиното рекламирање владата донесе одлука дека нема повеќе да се рекламира, односно нема повеќе да дава пари за сопствено рекламирање по медиумите, дека сето тоа ќе го прави преку социјалните мрежи, на Facebook, на Twitter и поинаку. Меѓутоа, чувствуваме дека во овој дел се уште немаме доволна транспарентност. Не знаеме како тоа ќе се прави, дали за тоа ќе се одвојат некакви средства, а членот 102 од предлог законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги сепак остава
некаков простор владата и натаму да се рекламира. Оттаму дека го оценуваме овој столб од реформите како делумно исполнет. Пристап до информациите е третиот столб според оние 4 од Прибе. Јас ова би го почнал со еден, како да кажам, модерен, нов пример. Пример од колегите од партнерската наша организација Портал. Тие правеа серија текстови за загадувањето во Тетово. И им требаше податоци колку инспектори работат во општината, какви се нивните службени имейл адреси, какви им се службените телефони, дали има дежурни инспектори, и сето тоа уредно и писмено го побараа од општината. Општината добивме одговор дека во општинската администрација работат толку и толку луѓе и толку инспектори, точка. Значи, повторно ништо. Ништо за службените мејлови на инспекторите, за службените телефони, кои што, нели, ние сите ги плаќаме од нашите пари. Индикативен податок е дека до Комисијата за жалби со денеска до 10 часот имаме 520 жалби за недозволен пристап до информации. Да, Комисијата не реагира бидејќи има некакви објективни причини. Во меѓувреме сменет председателот, од пред еден месец има нов председател и само еден член. Нема кворум и не може да се постапува по тоа. Оттаму, овој дел од реформите го оценивме како делумно неисполнет. Четвртиот столб, навредата и клеветата, го оценивме како целосно неисполнети. Судството наше се уште не се снаоѓа во овој дел, нема јасна регулација и нема јасна дистинкција што е тоа медиум, кој е медиум, особено во делот на електронските медиуми. Оттаму имаме избунувачки пресуди на судовите. Едни се пресудите на судовите во Скопје, а други се пресудите, например, на судовите по другите места, како Охрид, например. Уште да додадам дека ние нема да престанеме да го наблюдуваме овој процес и нема да престанеме да ги оценуваме медиумските реформи и понатаму. Благодарам ви. Резиме од целиот извештај. За повеќе информации можете да го добиете целиот на веб страницата Медија Обсерваториум.мк. Сега ќе го поканам извршниот директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, господинот Трајчевски, со оглед на тоа дека е начело на институција која што е многу значајна за натамошниот развој на медиумската сфера, со оглед на тоа дека им предстои донесување на нова стратегија, вклучени се како партнери и носители, иницијатори на делот на иницијативата за медиумска писменост помеѓу медиумите и невладините организации и секако имаат и што да кажат околу реформите во делот на медиумското законодавство и секако и за јавниот радиодифузен сервис. Повелете. Благодарам. Благодарам многу на поканата што има можност да учествувам на оваа конференција, особено што ќе говориме за теми кои што се исклучително значајни за целата аудиовизуелна медиумска област и како такви изискуваат ангажман активен на сите засегнати страни, нив ги има многу. За слободата на изразување, која што е универзално човеково право, за слободата на медиумите и нивната улога во развојот на демократските општества сме говореле многу пати досега, но за жал сме били и многу пати досега и сведоци на ситуации кога новинарите биле навредувани, напаѓани и им се оневозможувало да ја вршат својата професионална задача. Дури им било невозможен и слободен пристап до настани и случувања. Агенцијата секогаш реагирала на ваквите случувања, апелирајќи на неопходноста од создавање услови за вршење на работа на медиумските работници. Ние како регулатор изработуваме годишни анализи на пазарот за аудио и аудиовизуелна медиумски услуги. Податоците за минатата 2017 година се поразителни
имено во 2017 година била најлошата финансиска година за радиодифузерите. Од 2013 година наваму се забележува постојан пат на вкупните приходи во индустријата, а лани тие биле најмали со рекордни 10,35% намалување во однос на претходната година. Ова го кажувам од аспект и на истражувањето кое што го зборувавте, кое што го изработило Метаморфозис. Значи, ние како агенција, кога беа извршени измените на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги септември 2017 година, се спротивставивме на концептот на укинување на радиодифузната такса замена со средства од буџетот. Значи, средствата што ги добива македонската телевизија се помали од тие што ги собираше претходно со наплатата на радиодифузната такса, и тоа се покажува дека овој концепт, кој што кај нас се, може да се каже, експериментален и многу ретко применет во земјите од Европската Унија или во земјите од демократскиот свет, не го дава посакуваниот резултат. А и во предлог буџетот, кој што е во собраниска процедура за 2019 година, сумата за 2019 година е буквално идентична како сумата за 2018 година, што покажува дека со точно 1,2 милиони денари е сумата во буџетот, има мала разлика од 100.000 евра покачување, меѓутоа тоа кога ќе се раздели на трите институции кои што ги добиваат сега средствата, таа сума е незначително. Значи МРТ во таа ситуација би добила 75.000 евра повеќе во 2019 година, агенцијата отприлика 6-7.000 евра и македонската радиодифузија 16.000 евра. Значи генерално кажано, состојбата од аспект на финансиската состојба, посебно зборувам за македонската радиодифузија, не зборувам, македонската радиотелевизија за јавниот сервис, останува лоша и се доведува во прашање незиното функционирање и вршење на својата значајна јавна улога во општеството. Исто така, во 2017 година, што е многу значајно, е намален и бројот на вработените во медиумската индустрија, и тоа за 278. И во текот на 2018 година имаме медиуми кои што згасна, ја изгубија дозволата, значи дополнително е намален бројот на вработените во медиумската индустрија. Овие работи треба сериозно да се земат во предвид и да се цели кон обезбедување на поволно обкружување за медиумите, како од економски, така и од професионален аспект, веќе само економски силни и финансиски независни медиуми може да ги издржат и да се спротивстават на влијанијата и притисоците од центрите на моќ и да го раскинат клиентелистичкиот однос на некои собственици на медиуми кон власта. Меѓутоа, подеднакво е важен и степенот на почитување на професионалните и етичките стандарди, јакнењето на работните и професионалните права на новинарите и другите медиумски работници, подобрување на условите за вршење на дејноста, зголемување на достоинството на професијата, безбедност и сигурноста на сите медиумски работници, соодветна едукација на новинарите и јакнење на саморегулацијата на медиумите. Ова се прашања на кои треба да се стави фокусот на медиумските реформи, за тие да бидат вистински реформи. За жал, тоа не е случај со предложените измени на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Напротив, сите овие забелешки препораки кои што ги даде Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги не се земени во предвид, ниту една, и предлогот е главно фокусиран на кадровските промени во јавниот сервис и кај регулаторот. Во оваа насока размислувавме и кога ги адресиравме и клучните прашања при подготовката на следната 5-годишна стратегија на агенцијата за агенцијата во аудио и аудиовизуалната област, чија работна верзија во завршна фаза, и во наредните 10 дена ќе имаме јавна расправа по текстот, по работниот текст на стратегијата. Стратегијата планиравме да ја донесеме во текот на оваа година, меѓутоа знаете дека се спроведуваше, агенцијата имаше активности во делот на референдумот и мониторингот на известувањето на учесниците на референдумот, и затоа незиното усвојување е одложено наместо во првата половина, во втората половина од оваа година. Во самата нацрт работна верзија на стратегијата се мапирани и анализирани состојбите во повеќе области и врз основа на добиените сознанија се предвидени конкретни активности со кои што јасно ќе се позиционира улогата на регулаторот
во поттикнување на развојот на дејноста. Покрај податоците од истражувањата и анализите кои што ги има агенцијата и други релевантни субјекти во дејноста, невладени организации кои действуваат во областа на медиумите, новинарски издруженија, заради обезбедување на сеопфатни сознанија, беа спроведени голем број длабински анализи, односно интервјуа со представници на телевизиската и радиската индустрија, како и со представници на рекламните агенции, а беа одржани неколку работни состаноци со релевантни чинители во дејноста. Агенцијата во новата стратегија утврди 6 аспекти на работењето на медиумите, во кои се очекува да се обезбеди подобрување на состојбите со активностите што ќе ги преземе во наредниот 5-годишен период, и тоа професионалност и уредувачка независност на медиумите, заштита и развој на медиумски плурализам, заштита на човековите права во медиумските содржини, поттикнување на развојот на пазарот и конкуренцијата, обезбедување регулаторна рамка која овозможува развој на медиумите и понатамошен развој на медиумска писменост. При креирањето на политики, особено при носење на закони и нивни измени и дополнувања, треба да се следат европските практики, искуства и трендови. Овде би ја споменал и ревидираната директива за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, која дава насоки за справување со предизвиците кои произлегуваат од дигитализацијата, појавата на нови платформи и со кои се бара гарантирање на независноста на националните регулаторни тела. Ревидираната директива беше усвоена на 6 ноември 2019 година, а во законодавствата на земјите членки на Европската Унија треба да биде примената во рок од 21 месец. Уште еднаш би сакал да повторам дека законските измени во никој случај не смеат да представуваат упад во слободата на медиумите и да ги стават во позиција каде тие самите нема да бидат целосни креатори на собствената уредувачка политика, како што беше тоа случај со последните измени на изборниот законник од јули 2018 година. Агенцијата реагираше жестоко за платеното политичко рекламирање кое за време на изборните процеси ќе се плаќа од буџетот на Република Македонија, за искудвувањето на медија плановите за платено политичко рекламирање од страна на учесниците во изборниот процес, односно политичките партии, што представува грубо мешање во уредувачката слобода на медиумите. Тука ќе се надоврзам и на анализата која што ја правил, односно истражувањето кое што го правил Метаморфозис. Точно е дека има одлука на оваа влада за запирање на не само на владините реклами, туку и на рекламите на министерствата, на другите државни органи, на регулаторните тела и јавните предпријатија. Таков заклучок имаше и претходната влада од 2015 година, меѓутоа тоа се необврзувачки документи. Како што каже господинот Андоновски, членот во постојниот закон, мислам дека е 101, или во новиот изменет закон 102, остава сериозна можност и за понатамошно законско трошење на државни средства од сите државни органи, не само од владата, а последен пример за тоа беше кампањата за референдумот, каде што со многу чудни правила или без правила се трошеа средства за реклама од страна на државните органи, во овој случај сега Собранието на Република Македонија. Само слободни медиуми може да остварат улогата во општеството и да им овозможат на граѓаните слободен пристап на информации, за да тие да можат да формираат сопствено мислење по отделни прашања, но и да даваат политички избор заснован на информации и со тоа активно да партиципираат во општествено-политичкиот живот. Агенцијата, како и досега, ќе продолжи да ја поттикнува слободата на медиумите и слободата на изразување преку организирање конференции, обуки и работилници, кои треба да придонесат за подигнување на новинарските стандарди и подобрување на состојбите во сферата. Сепак треба да се има предвид дека ова е повеќе слоен процес, во кој што исклучително важна улога има и само регулацијата, но и нивото на медиумска писменост. За развојот на медиумската писменост, агенцијата заедно со мрежата на медиумска писменост презема низ активности и сакам да кажам, да го изразам моето навистина големо задоволство од функционирањето на најголемиот број на членовите на мрежата на медиумска писменост, кои што не се само обични членови по број, туку навистина преземаат сериозни активности изминатиот период и тие активности се надевам се продолжат и во наредната година. Сите информации за активностите кои што ги презема Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги, како и мрежата за медиумска писменост, можете да ги најдете на веб страницата www.mediumskapисменост.mk. Ви благодарам.
Ви благодарам, господине Трајчевски. Јас се надевам дека од ова место, од оваа конференција, надлежните институции ќе ги земат во предвид забелешките, посебно оние кои што се однесуваат на изготвувањето на новата медиумска законска регулатива, посебно на делот кој што се однесува на озаконето дозволено рекламирање на државните институции на национално и на локално ниво, вклучително и јавните предпријатија на национално и локално ниво, кој што ги предвидува моменталниот предлог закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во членот 102, и секако дека властите и вклучително и парламентот ќе смогнат сили и одговорност на крајот на краиштата да го ревидираат овој член. Секако и дека новата директива од Европската Унија донесена годинава ќе треба да си го земе своето место и да биде инкорпорирана внатре новиот предлог закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Сега ќе се префрлиме директно на новинарите од она што се вика медиумска индустрија. Драган Секуловски од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Драган, унапредени се, уназадени или стојат во место новинарските слободи и состојбите со работата на новинарите во земјата? Благодарам, Виолета. Дозволете да ве поздравам. Моето име е Драган Секуловски, јас сум извршен директор на Сдруженијето на новинари на Република Македонија. Тоа е една од најстарите граѓански организации во нашата држава, која што обединува моментално околу 800 новинари. На овој панел прашањето е слободата на говор и на медиумите, каде сме сега? Ќе одговорам на кратко дека, за жал, Македонија во моментов се уште е на дното во Европа на светските индекси за слободно изразување и независност на медиумите покрај декларативните залагања на веќе и не така новата влада на Република Македонија. Низ бројките е вака: на Репортери без граници, индексот на независност за медиуми за 2018 година става Македонија на 109-та позиција. Веднаш после нас е Боливија, Боливија на 110-та позиција, и со тоа сме ние практично предпоследната земја во овој континент. Би сакал да се навратам околу извештаите од страна и нешто што спомна министерот Поповски, би сакал да го дополнам, именно кога станува збор за Репортери без граници. Друга кредибилна организација исто така е Freedom House. Freedom House се бави со индикатори за степен на демократија во едно општество. Македонија, ако куцате на Google Freedom House Macedonia 2018, точно е тоа што го вели Поповски, дека има подобрување на амбиентот во кој работат новинарите. Меѓутоа, тој испушти да каже дека во делот на индикатори за Freedom Press Македонија е неслободна земја. Значи, Македонија во 2018 година, после 2 години од кога имаме нова влада, се уште е неслободна земја. И тоа е факт. Затоа, заклучоците од овој панел што ќе следат, треба да мотивираат не само владата, туку и Министерството за информатичко општество и администрација, судовите и обвинителството, и секако медиумите и новинарите дека потребни се промени не само за да се подобри имиджот на Македонија пред светот, не само за да ги задоволиме тие бројки, а бидеме ние малку пострикни дека нас не гледаат на подобар начин, туку затоа што граѓаните заслужуваат да бидат информирани, а не да бидат манипулирани. Свесни сме дека нема да биде лесно да се направат позитивни промени, бидејќи голема штета беше направена во минатото во медиумскиот сектор, но за жал се уште се прави таа штета. Освен тоа, свесни сме дека преку ноќ граѓаните нема да стекнат голема доверба во медиумите и новинарите, затоа што таа доверба беше нарушена многу и потребно е време да се врати тој кредибилитет. Но ако навистина нашите политичари кои се дел од власта, пред се имаат искрена намера да работат честно, а при тоа истите не се плашат од добронамерна критика, нешто што беше спомнато од министерот Манчевски, од новинарите и јавноста, тие треба навистина да што поскоро разберат една работа, а тоа е дека без системски реформи во медиумскиот сектор нема да им се даде шанса на новинарите, на медиумите, вистински да се вршат својата мисија, а со тоа ќе биде ускратено и правото на граѓаните во Македонија да добијат информација која што ќе биде објективна и точна. Кога сме кај реформите во медиумите, јас делумно ќе се повторам со претходните говорници, би сакал да истакнам дека властите и после речиси 2 години не успеа да ги реализираат своите обврски кои што им беа предвидени во пржинските договори,
во препораките на ПРИБЕ, а се во насока на возможување на тие медиумски реформи. Многу често се спомнува тоа медиумски реформи и некако сметам дека дури на некои луѓе не ми е јасно, затоа би сакал да ги појаснам работите во неколку реченици. Овие системски реформи подразбираат измени и дополнување на сет битни закони во медиумскиот сектор, преку чија имплементација би се подобрил амбиентот во кој работат медиумите, а со тој работата на новинарите и медиумските работници. Значи, медиумски реформи не се само носење на закони преку парламентот, па ние чекираме чек-листа и си даме аплауз, ми себе направивме реформи. Туку, тие закони или тие правила на игра се на еден начин гаранција дека во иднина кога ќе се имплементираат истите, ќе имаат позитивен ефект и дека медиумите и новинарите ќе имаат подобри околности и услови за работа. Така, например, во последниот план за реформи на владата на Република Македонија, така наречен план 18, кој беше представен пред некои 2 недели чинам, значи ова може би апдейт на вашиот извештај, овие системски реформи не се дел од истиот документ. ЗНМ се заинтересира за ова, имавме јавни реакции и официјалниот одговор кој што го добивме исто така неодамна од кабинетот на претседателот на владата на прашањето зошто мерките за медиумите од претходниот стратешки план за реформи, познат како 369 план, не се пресликани во овој документ и зошто истите останаа нереализирани, добивме чуден одговор. Според владата, најголем дел од реформите се реализирани, зашто дел од законите со кои треба се уреди медиумскиот простор се испратени во собранието, но за жал таму повеќе месеци истите тие закони се блокирани. Вие може го толкувате одговорот и дополнително. Велам дека е чудно, бидејќи сега имаме на нова ситуација каде владата на еден начин, барем според мене лично, се правда дека тие си ја завршиле својата обврска, но поради партиски несогласувања во законодавниот дом, реформите не се реализирани. Односно се реализирани, меѓутоа не се реализирани. Овој однос е несериозен и фрла сомнеш дека претходните декларативни јавни ветувања на владата на еден начин не били искрени. Да бидам целосно искрен јас, имаше и позитивни промени во праксата на новата влада кон третманот на медиумските прашања, како што е одлуката на централната власт да не дава веќе јавни пари на приватни медиуми за владини реклами и со тоа се воспостави оној мораториум на владини рекламирања. Потоа да се помогнат печатените медиуми преку оние субвенции што беа неодамна донесени како заклучок на владина седница. И со тоа да се возможи, да речеме, транспарентен и хоризонтален модел на поддршка на печатените медиуми во Република Македонија, нешто што беше многу неопходно. Но знаете како, ова се адхок решенија и лесно може да се променат на било која владена седница, без разлика дали го имаме овој состав или некој нов. И затоа, тоа што беше предвидено во 2018 година со закон, не се овие работи, значи добро што ги има, меѓутоа нема гаранција законска да тие ќе обстојуваат, а пак со закон беше донесено нешто што го сметаме негативно, а тоа е последните измени и дополнување на изборниот законник, каде што според измените на законот за избори се однесува на делот на политички кампањи, каде големите партии, тоа почна на референдумот, а сега има ризик дека може да продолжи на претседателските избори во 2019 година, кампањата политичка што ВМРО, СДСМ, ДУИ, ДП, Алијанса и сите останати партии, малите не баш, да не навлигувам зошто, може нека ќе праша па ќе одговорам, ќе имаат своји кампањи партиски во национални телевизии и радија и тоа ќе оплаќате сите вие, јас. Значи сега веќе според измените на тој изборен законник со јавни пари, со наши пари ќе бидат плаќани партиските пропаганди. Ова зашто сметаме дека е проблем, бидејќи на овој начин, да, нема владини кампањи, нема веќе пари во приватни медиуми на начин спреку владини кампањи, дека треба да сакаш својот сосед, дека Александар Македонски е најдобриот борец на сите времења, дека треба да се гушкаме со своите соседи од различни мултиетнички припадности, но тој геп или таа дупка на средствата што претходно се покрива со владини реклами, сега има ризик да секој избори во Македонија, а верувајте, ве знаете и сами, речиси секоја година има некакви избори во оваа држава, ќе бидат покриени тие финансиски средства преку политички кампањи предвидени во изборниот законник. Јас почнав да зборам за позитивни работи, па ќе продолжам, меѓутоа со доза на критика. Друга позитивна работа е тоа што трендот на напади на новинари се намали и така од 18 напади лани, пред се физички напади, во 2018 година имаме само 6.
Јас не сум среќен што велам само 6, како директор на ЗНМ би сакал да има 0, меѓутоа сепак ова е 3 пати помалку напади за разлика од 2018 година и тоа е добро. Сметаме дека е добро, бидејќи безбедноста на новинарите е предуслов за што и да говориме на темата за слобода за изразување. Исто така, за прв пат во Македонија, ова не знам како да го разберам, меѓутоа за прв пат во Македонија се прекина правилото на неказнивост или impunity. Една од причините што Македонија е толку ниско на Репортери без граници и Freedom House е токму проблемот со неказнивост, кога станува збор за напади на новинари. И тоа, ова неказнивост резултираше со 2 судски пресуди, каде што еден престапник неодамна беше казнен на 6 месеци затвор, поради тоа што екипа на А1 на плоштадот во Скопје пред година и пол физички нападна и настрада камерман и новинар, и уште еден пример каде што во Струга еден напаѓач е казнет со финансиска глоба. Тоа е добро, затоа што сега веќе немаме 100% неказнивост во Македонија, туку е да речеме 89. Зошто велам така? Или 94? Може да се пресмета лесно, бидејќи ЗНМ има 60 случаи регистрирано во својот регистар на напади на новинари и од 60 случаи во последните 4 години решени се 2. Јас би дал аплауз за ова, меѓутоа така дискретен, а би сакал на наредната ваква средба сите ние заедно дајме громогласен глас, каде што ќе биде обратно. Нема биат 2 случаи нема биат решени, меѓутоа ќе бидат решени 58. Да сумирам. Власта во Македонија, велам власта, а не владата, бидејќи тука и судскиот, правосудниот систем, меѓутоа и собранието, во 2018 година не успеа да го реформираат медиумскиот простор, иако имаше силна подршка за тоа од Сдруженијето на новинари, од останати локални медиумски организации, од странскиот фактор. Со ова, за жал, Македонија изгуби уште една година. Навлегуваме во 2019 година, да се надеваме дека работите ќе бидат поинакви и дека конечно, имам само неколку препораки, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе биде усвоен во собранието, и тоа онаа верзија, тоа е многу битно, која е усогласена со домашните медиумски организации. А само вака ќе има предуслов за реформа пред се во медиумскиот сектор, пред се во МРТ. МРТ, како што спомна и претходните говорници, има помалку пари сега отколку што имала претходно, а претходно беше најголемо задолжено правно лице од јавен карактер во Македонија. И таму се уште има директор кој што се соочува со повеќе кривични дела, односно обвинет е за истите, пардон, и тој истиот беше реизбран повторно за нов мандат пред некој месец. Ова е само еден од оние закони кои што треба да бидат донесени, меѓутоа не е единствен. Значи тука е Законот за граѓанска одговорност од клевета и навреда, Законот за авторски права и други сродни права, Законот за пристап на информација од јавен карактер, потоа Законот за избори и друг сет на закони. Второ, оние кои ги повредуваа правата на новинарите и кои ги тепаа, им ги палеа колите, им ја уништуваа опремата, оние кои им се заканува по животот на нив и на нивните блиски, да бидат пронајдени и санкционирани, бидејќи само така во Македонија ќе имаме гаранција дека таков тип на напади кон новинари нема да се повторуваат и да се случуваат повторно во иднина. Трето, економскиот статус на новинарите потребно да се подобри, а знаете зошто, бидејќи по нашата анализа последна, просечна плата на новинар во Македонија е 19.000 денари. И тоа е 30% грубо од просечната плата во државата. А исто така, повеќе од половина од новинарите во Македонија немаат договори за вработување, туку се вработени на некои адхок решенија внатре во редакциите. И се дека ние имаме гладни новинари, истите нема бидат храбри. Предпоследно, правосудниот систем потребно да ги штити новинарите. Во моментов нема ниту еден случај на говор на омраза со правосилна пресуда, и се дека тоа така тлее, постои ризик дека тој говор на омраза што се случува во медиумите може да прерасне во дела од омраза и да има насилство на улиците во Македонија. И последно, зависи, морам да бидам само критичен, зависи од самата фела. Професионалните новинари потребно да работат во согласно со етичките принципи на својата професија со цел да бидат кредибилни пред јавноста и затоа треба да се промовира и поддржува медиумската саморегулација. Ви благодарам. Благодарам, Драган. И последен, но не и помалку важен, во оваа група Дејан Георгиевски, извршниот директор од Центарот за развој на медиумите. Дејан, каде сме со реформите? Па еве тука сме. Зависи за кои реформи ми прашуваш. Дека ситуацијата е подобрена на ниво на перцепција, пред се мене ми се чини.
Ние пред 2-3 недели го правевме националниот панел за Media Sustainability Index истражувањето. И веќе втора година просечната оценка ќе расте. Не ја знам, не сум ги направил пресметките, тој не е драфтован уште извештајот, меѓутоа за 2016 беше 1,51 просечна оценка, многу ниско. Ланската беше веќе 1,80 и нешто 1,90. Оваа година може ќе дотераме до една солидна двојка, што уствари е тројка, затоа што оценките се од 0 до 4. Така што подобрена е перцепцијата, се чувствува, значи луѓето генерално чувствуваат дека има некаква поголема слобода, дека медиумите се послободни, дека полесно се дише, дека оваа влада нема волја да ги злоупотребува, да ја злоупотребува ситуацијата која што постои се уште и е натацна. Знаете, разликата помеѓу претходната влада и сите претходни влади беше што претходната влада најбезобразно, најдрско искористи една ситуација која што е дел прашање на нашето законодавство, меѓутоа тоа е во многу мал дел, а дел е во тоа како ни е структуриран медиумскиот сектор, каков е пазарот, спомнавме тој постојано опаѓа, има се помалку пари, и медиумите генерално се изложени на секаков вид, а пред се на економски притисок. Сега го немаме тој активен притисок, така што медиумите се барем ослободени од тоа, меѓутоа тоа не значи дека на тоа поле ситуацијата е подобрена. Што да ви кажам, го имаме тој закон, предлог закон за измени и дополнување на ЗАВМО. Тоа е заглавен во парламентот и како што стојат работите, никој ништо не збори, тоа е во парламентот кој ќе се смилува, кој ќе се договорат практично, затоа што сега се тргува, меѓу другото, како и за сите други, и за тој закон се тргува, па едните викаат, ние сакаме тука толку членови, таму заменик директор, таму директор, или обратно. Тоа е предпоставката, а има и одредени фактички назнаки дека тоа се случува. Проблемот е што тој закон не е доволен. Дали ме разбирате? Тој закон сега се занимава само со персоналниот состав, односно изборот на идните регулаторни тела, односно на регулаторното тело и на управното раководното тело на јавниот радиодифузен сервис, меѓутоа тој би требало биде само добар почеток. Ние тек допрва, со оглед тоа како се менува контекстот, како се менува ситуацијата во светот, новите технологии, новите трендови, имаме факт, веќе беше спомнато дека имаме нова директива за аудиовизуелни медиумски услуги. Ние можеби, знаете, европските држави кои се членки на ЕУ може да чекаат до 21 месец. Меѓутоа, ние ако сакаме да почнеме преговори, тоа ќе не биде дел од АКИ, па ќе мора што поскоро да почнеме да ги промениме. Зошто не сега, кога веќе сме тука? Второ, се зборува за една друга директива, која што е многу актуелна кај нас, се зборува за можни промени и дополнување на директивата за сателитско и кабелско реемитување. Тоа е кај нас сега горлива тема, медиумите и обезбедувачите на јавни телекомуникацијски услуги се расправаат прилично жестоко околу тоа прашање, што значи дека и таму најверојатно нешто ќе мора да внесуваме во нашето законодавство. Може би не е нужно во ова медиумското законодавство. Никој не го спомнува законот за медиуми. Дали таму нешто треба да се сменува или не. Генерално ние во Центарот за развој на медиуми летото го поминавме во тоа практично во трасирајќи ја некоја идна ситуација и што понатаму би требало да разговараме со оглед на тоа како одат глобалните трендови во сите овие. Знаете како, јавниот радиодифузен сервис апсолутно може да се согласам. Сегашното законско решение и законското решение во предлог законот апсолутно не дозволуваат тој да функционира на начин на кој што ние сакаме да функционира, ако сакаме да биде вистински јавен радиодифузен сервис. Односно во некоја претпоставена иднина јавен медиумски сервис,
како што се преформатираат во новите дигитални услови сите јавни радиодифузни сервиси. Некоја проста математика за нашиот регион, кој што не е баш познат по богатство и по расфрлање пари, вели дека некои 20 до 25 милиони евра ви требаат по програмски сервис, односно по канал. Нашиот јавен радиодифузен сервис сега ќе има сега има 4 програмски сервиси. Мене, ако ме прашувате, треба да има барем уште еден, со оглед тоа какви му се задачите, затоа што тоа е дел и од нашиот образовен систем, не е само информативен, тоа е дел и од нашиот образовен систем, тоа е клучниот дел од нашата културна креативна индустрија и сето тоа чини многу пари. Како ќе ги обезбедиме? Има сега неколку пристапи, ние можеме да кажеме, сакаме таков и таков да биде, па да видиме кај ќе ги најдеме тие пари, кои што во сегашниот случај се барем 80 до 100 милиони евра, или ќе кажеме, ние имаме 15 милиони евра, да видиме што можеме да направиме за тоа. И тогаш можеби е најдобро да се откажеме од таа сулуда идеја, меѓутоа тој ќе ни треба и во иднина. И затоа ќе мора ние подетално конечно да седнеме и да ја направиме таа јавна расправа, дискусија. Што точно сакаме ние, каков јавен радиодифузен, што ни е најважно кај него, гледајќи ги интересите на цело општество и тоа да биде максимално сеопфатна до даска. Затоа ќе треба да се реформира програмскиот совет, меѓутоа и неговите надлежности и задачи се, затоа што програмскиот совет, да речеме, ќе треба да ја води во некоја рака таа. За другите аспекти, не знам, владиното рекламирање, беше спомнат член 102. Член 102, за жал, не дозволува или не забранува владино рекламирање. Тој само вика дека ако јавни фондови се трошат за купување рекламно време, сите тие набавки мора да се вршат во согласно со законот за јавни набавки. Па тоа вика. Именно. Значи, никој не спори дека нас ни се потребни во одреден момент и за одредени теми кампањи од јавен интерес. Тоа секаде го има. Меѓутоа, владиното рекламирање, така што е напишано и ние како го сваќаме, водејќи се со искуствата од претходните десетина години, е дека владата купува рекламен простор за да рекламира своите активности. Па ја мислам дека на претходната сесија и министерот Манчевски и министерот Поповски наведоа што све они прават за рекламирање и промоција на своите активности, отворена влада, па седниците вака, па не знам, дури имаат свој медиумски сервис, подготвуваат фотографии, видеа готови кои што медиумите можат да ги искористат. Се е тоа фино и красно, меѓутоа владата не би смела да купува медиумски простор. Да, ни требаат јавни кампањи од јавен интерес, меѓутоа за тоа ќе треба, како што и препорачуваат нашите пријатели од Европа, тоа фино да се зацрта, да се дефинира што ќе се смета за таков јавен интерес, како ќе се трошат парите, транспарентно, сите тие прашања. Она што е битно, ја нема тука, не ја гледам Жане Трпевска и затоа ќе мора да ја исцитирам и да ја спомнам. Таа спомнува една работа, затоа што беше спомната стратегијата за развој на аудиовизуелната медиумска дејност. Нас ни треба целокупна медиумска стратегија. Пред да почнеме да разговараме за нови политики и за законодавство, примарно или секундарно, што ќе ги спроведува тие политики и ќе ги материализира, ние мораме прво да направиме стратегија каде оди. Сегашниот момент е можеби последен, или е некако крајно време, само 5 минути зад крајниот рок сме, за да почнеме со такво нешто со оглед тоа што се случува во светот. Ја, за да скратиме, претпоставам дека ќе има, се надевам дека ќе има некаква дискусија, толку за сега. Благодарен ден. Веќе ги истрпивме дискусиите кои што говорниците на овој панел ги има. Јас би сакала да ја злоупотребам мојата модераторска улога овдека и морам да назначам неколку факти. Македонската радио и телевизија е единствениот јавен радиодифузен сервис во Европа кој емитува програма на 7 јазици. Македонската телевизија и македонската радиодифузија, кој што посебно МРД е во директна надлежност на владата,
дава само едно аудио, а предавателите дигитални со кои што располага МРД се на ексклузивна употреба на МРТВ и на МРТВ и дава само едно аудио, иако со дигитализацијата, со сетоп боксовите, со сите уреди кои што во домаќинствата согласно истражувањето на Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги за крајот до извадено минатата година, знаеме кој е процентот на домаќинства кои што се дигитализирани внатре. Значи, има можност граѓаните од македонската радиотелевизија да добиваат по повеќе аудија, да добиваат повеќе јазици, а еден да биде сервисот. МРТВ е единствениот јавен радиодифузен сервис кој што ниту една придобивка од дигитализацијата во радиодифузијата не ја има искористено, иако има технички можности. Ова нека биде и основа за понатамошна дискусија, дали има некој кој што има нешто да додаде надвор од ова што досега беше говорено. Очигледно на сите им се пие кафе и сакаат пауза, повелете. Повели, само кратко те молам за... Океј, ова го имам, кажам и порано, меѓутоа сега ти ми дадеш лагворд и затоа морам да го повторам. Јавниот радиодифузен сервис е оној, значи комерцијалната телевизија не мора ништо. Таа мора само на своите акционери или на собственици да им обезбеди, предпоставката е некаков профит на крај на годината. Нашите, чекај Зоки да се докажам, после можеш да одговориш. Нашето законодавство поставува, бидејќи европски систем, поставува одредени барања и од нив во рамките на нивната слобода. Меѓутоа, комерцијалната радиодифузија зависи од тоа колку има пари. Пари има се помалку, ќе ги има се помалку и ние можеме да дојдеме во ситуација комерцијална радиодифузија да немаме домородна македонска, најверојатно ќе ни влезат некои странци на кои што па епен ќе им биде битно само да заработат пари и ништо друго. Се што мора, кога ќе кажеме дека нешто мора да имаме во смисла на програма, во смисла на содржина, во смисла на ова, е примарна задача на јавниот радиодифузен сервис. Дали се работи за локално известување, за известување на езиците на малцинствата, културна продукција, оваква продукција, онаква продукција, тоа е јавниот радиодифузен сервис. Телевизијата, за жал или за среќа, е скапа играчка и сето тоа чини многу пари. И затоа, на тоа мислев кога велам дека ние мора да се фокусираме, тоа го повторуваме од центарот веќе подолго време, и затоа мора сериозно да му пристапиме на тоа прашање, на конечно решавање на јавниот сервис, а не само толку пари има, па нека се снаоѓа. Гоце микрофоните имаме. Еден за Брчанец и Владо. Владо, само кратко те молам. Да, само кратко. Две прашања до господин Трајчевски. Значи, вие рековте дека медиумската индустрија, односно оној сегмент од медиумската индустрија, вие што го регулирате, бележи пад од 10%. Нели сметате дека тоа е нормално? И мислам, тоа не се случува сега, тоа се случува со години наназад, особено што за сметка на оној дел од индустријата што не го регулирате, односно интернетот. И ова се случува се случува низ цел свет. За сметка на традиционалните медиуми, растат дигиталните медиуми, особено пак кај нас овде во Македонија, што телевизиите едноставно нешто многу не го фатија дигиталниот бран и не се многу заинтересирани за тој дел од работата. Веб-сајтовите, например, нивни. Така да, мислам, се согласувате ли ова што го велам? И уште едно многу кратко прашање. Пред година дена на една трибина беа тука вашите колеги од Босна и од Хрватска. И они рекоа дека од Европската асоциација на регулатори, ми се чини, дека имале притисоци, имале барања да го регулираат, да го надгледуваат YouTube. Што се случи со таа работа? Запознаени сте вие со тоа? Колегата од Босна баш рече имаме барања, имаме притисоци и од државата и од ЕУ да направиме нешто во врска со YouTube. Благодарам.
Маријан Забрченец, напред, прв ред. Благодарам. Маријан Забрченец од кабинетот на премиерот. Нема да поставам прашање, ќе искоментирам неколку од наодите и заклучоците кои што беа изнесени во 2 од 4 сегменти од препораките на ПРИБА, односно во делот на владино рекламирање, оценето како делумно исполнето чина, и во делот на пристапност до информации, оценето како делумно неисполнето. Делумно исполнети или неисполнети? Добро, пошто за вториот рековте делумно неисполнети. Не се, нема да навлегувам во квалификација на заклучокот или во рецензија на заклучокот, бидејќи не ја знам методологијата на истражувањето, иако морам да реагирам на примерите кои што беа посочени, а требаше да го подкрепат заклучокот. Беа посочени индивидуални примери од еден портал кој што доставил прашање, не добил соодветна информација до локална власт. Јас тука ќе потенцирам наоди кои што се однесуваат на работата на владата и она што било во ингеренција на владата, кои што го подобриле впечатокот во општата општествена атмосфера. Овде на влезот на конференцијата добивме на публикација се вели препораки за подобрување на состојбата за отвореноста на институциите, извештај на Метаморфозис и една група, регионална група на невладини организации, кај делот влада на Република Македонија, влада како извршно тело, вели дека според тоа истражување, според тој индекс, владата е на прво место во регионот по отвореност. Пред 2 години била последна, денес е прва. Во период кога регионот бележи тренд на пат на отвореноста, исклучок од тоа прави владата како централно извршно тело. Велам, треба да се видат и другите истражувања, бидејќи има податоци кои што покажуваат недоволна отвореност на локалните самоуправи, на судовите, земете ги брошурите на влезот во холот, има по сите типови на власт конкретни податоци, меѓутоа задача ми е и улога да потенцирам дека тоа што го правиме дава со резултат, признаено од надворешни организации кои што не се владини институции. Во делот на владиното рекламирање, владата, откако ја донесе својата одлука, не се рекламира со пари на граѓаните. Тоа е факт. Ниеднаш не се рекламирала со пари на граѓаните. Дури она мала врата која што си остави во делот на социјалните медиуми, не ја користиме. Зошто? Заради ова што го зборува Дејан. Бидејќи се уште не е утврдено, а во текст сме го правиме тоа, стандарди за што значи тоа кампања од јавен интерес. И нема да се рекламираме, нема да ги рекламираме владините политики, нема да водиме кампањи од јавен интерес, се додека не го создадеме тој документ кој што се вика стандарди за кампањи од јавен интерес. Го работиме во партнерство со комуникацијскиот сервис на британската влада. Имаше еден исклучок кога спроведовме кампања од јавен интерес, тоа е кампањата за референдумот, за која што изработивме стандарди, објавени на веб страната на владата, со одлука на влада, изработени стандарди со кои се дефинира што е јавен интерес за делот на кампањата за референдумот. Точно утврдено дека целите на таа кампања се поврзани со доближување до содржината на договорот со Грција до граѓаните, придобивки до членството во ЕУ и НАТО, бидејќи беше дел од референдумското прашање. Патот на Македонија, кои се следните чекори во интеграцијата кон ЕУ и НАТО, и на тоа се темелеше владината кампања. Не кампањата на политичките субјекти преку Собранието на Република Македонија. Да, владата утврди 400.000 денари буџет, 6.500 евра, за активности на социјалните мрежи за овие точно утврдени цели. При тоа дефинираше дека не смеа да има партиски тон комуникацијата, дека мора да е базирана врз база на интегритет, на вистина, на објективност и непристрасност, и може комотно да се анализира таа кампања, токму на таков начин беше спроведена. Преку теренски активности, пресконференции и активности на социјалните мрежи утврдени по точни стандарди. И повторно велам, владата не се рекламира, постои можност во иднина владата да и владини институции воведуваат комуникација од јавен интерес. Ако зборуваме за промени во општеството,
тие промени во општеството мора да бидат подкрепени со некакви јавни комуникации, но не со себе рекламирање, не со трошење пари за рекламирање на ликот и делото на министрите. Туку за рекламирање и за доближување на сервисите кои што ги испорачуваат институциите и на оно што е јавен интерес. Благодарам. Фала за Брчанец. Трајчевски има, па Фидановски. Фидановски, ти си последниот. Само те молам најкратко. Да одговорам на прашањето, значи намалувањето на приходите на радијата и телевизиите е од 2013 година навако. Кажавме дека најдраматично е 2017 во однос на 2016. Меѓутоа, тоа се должи прво и на скратувањето на средствата кои што одеа од државните органи, значи кога јас и предка нагласи, владино рекламирање не значи само генерален секретаријат, значат министерства, локалните самоуправи ден денеска се рекламираат. Не се рекламираат на индиректен начин. Сега видите това, не збориме за влада, зборуваме за државни средства, а не за дали доаѓаат од владата. Значи имаме преноси на седници на совети на општините по локалните или регионалните телевизии. Значи зборуваме за државни средства, а не за владино рекламирање, бидејќи може средствата што ги трошат другите државни органи да бидат многу поголеми. Што сакав да кажам, дури заради намалувањето на тие реклами кои што ги трошеле државните органи, меѓутоа и заради целокупната ситуација во медиумската сфера, не се прелеаат тие средства во интернет просторот како што мислите вие. Туку едноставно приходите на телевизиите и на радијата се намалуваат. Цело време се зборува дека има потреба од владини реклами. Телевизиите имаат потреба од финансиски средства за да создаваат подобра програма, а многу помалку имаат потреба да добиваат средства од државните органи заради промовирање на политиките на локалната или на централната власт. И затоа ние во стратегијата размислуваме да се определат некаква си сума на средства која што ќе продуцира и ќе ја добиваат медиумите за производство на квалитетна програма и да се задоволат потребите на публиката, а не да се задоволат потребите на политичките партии или на државните органи. Сакам да кажам дека средствата што се намалуваат кај телевизиите, радијата, не се трансферираат во целост, туку само многу еден мал дел се префрла на интернет просторот. Фидановски? Дали се слушаме? Благодарам. Ке се обидам ја да помогнам на Петрески да му одговорам. Пред 3 недели беше усвоена ревидираната аудиовизуелна медиумска директива, која што членките на ЕУ имаат обврска да имплементираат во следните нецели 2 години. Не знам ние кога тоа ќе го направиме, меѓутоа насоките од нејзе покажуваат дека земјите од ЕУ ќе треба да воведат некаква форма на мониторинг како работат сите видеошеринг платформи, видео on demand, интернет телевизија и сите други платформи, YouTube, Dailymotion и така натаму. Значи све што е видео материјал, аудиовизуелен материјал кој што не е ad hoc постиран на интернет просторот, може да се најде под некаква форма на мониторинг, така ќе се наречам, затоа што стварно не знам како тоа ќе изгледа на крајот. Тоа се насоките што ги дава аудиовизуелната директива во глобала. И сега сакам неколку збора. Не е само говор на омрза, заштита на малолетничка публика, за посебни лица, посебни групи и така натаму и така натаму. Она што го загатна Виолета околу јавниот сервис, сакам неколку збора. Мојот одговор едноставен на тоа што го постави како дилема е дека досега во Македонија, за жал, јавниот сервис беше третиран како изборен плен. И секоја влада што доаѓаше, зборам заклучно со минатата, бидејќи се уште немаме промени и односно раководството во јавниот сервис се уште е старото раководство што беше инаугурирано или избрано од минатата власт, го третираше јавниот сервис како изборен плен и го делеше како дел од пазарот за функција, ако можам така да се искажам. Онега што го спомнуваш со аудио делот, тоа е затоа што во рамките на самиот сервис, тоа е мој впечаток, имате различни уредувачки политики по програмски сервиси. Заради тоа, да речеме, многу тешко оди формулата на централна редакција, која што ќе ги храни сите програмски сервиси, а само квалитетот на, односно модерното време, дигитализацијата ќе даат можност за аудио на различни јазици.
Па имаме пример во кој што неодамна, ќе го кажам, може би пред година нешто, фудбалски надбор на национална селекција оди на прв канал и оди во исто време на втор канал, наместо да оди на еден канал со неколку аудио јазици. Меѓутоа се ова рецидиви кои што треба да се променат во самиот јавен сервис, односно тој треба темелно да се реформира и за да го достигне нивото да може рамноправно да се надпреварува со останатите регионални, да не зборувам со другите европски или светски јавни сервиски. Само уште еден момент и тука ќе завршам, а тоа е поврзано со она што го спомна пак Петрески, ме потсети за рекламниот колач на интернет просторот во развиените земји. Тоа е точно, како Велика Британија, медиумскиот колач кај интернет просторот е поголем отколку кај аудиовизуалните телевизии, линеарни, односно радиодифузери. Благодарам. Фала Фидановски. Министерот Поповски сака да реплицира. Министре, бидејќи сте биле новинар, флеш вести, ако може, кратко, јасно. Ти благодарам, Виолета. Да ви заблагодарам уште еднаш на поканата, ви благодарам на сите овие укажувања, мислам дека се слуша, така? Ви благодарам на сите укажувања, ќе значат многу во креирањето на политиките на владата во иднина, без оглед каква е методологијата и како е тоа направено. Ваше е да не анализирате, наше е да ги прифатиме, не прифатиме или ги спроведеме, не спроведеме сите овие размислувања што од вас ги слушнавме, дел аргументирани, дел можеби паушални, дел неаргументирани, меѓутоа тоа е таа слобода на говор и на дебатата. Јас нема да се осврнувам на деталите што беа кажани, само на една работа морам да укажам и затоа побарав збор и благодарам што ми дадовте збор и имате трпение. Значи не постои никакво пазарење околу законот за аудиовизуелни медиумски услуги во собрание. И ве молам, ако говориме кој блокира, изговорете го тоа дека опозицијата го блокира. Со неверојатен број на амандмани, со бескорисни дискусии по амандманите во матичната комисија за транспорт, со барање во еден од амандманите да нема јавност во изборот на органите и телата на АВМУ и на МРТВ и такви некои небулози, и да бидеме реални. Значи, кога владата вели дека нешто завршила како обврска, смета дека го усвоила на владина седница. Во собрание е друга процедура. Се надевам, некој од вас не очекува дека ние треба да ја скршиме демократијата и процедурата и на сила да го донесеме законот. Не, до крај ќе испочитуваме демократската процедура, ќе ги изградиме сите механизми што ни стојат на располагање и ќе ги употребиме да го донесеме законот и на крајот на краиштата сето ова го правиме и во комуникација со меѓународната заедница, знаат до каде е работата и заедно со нив изнаоѓаме решение како овој закон да биде одблокиран како основа за медиумските реформи. Многу пати сме кажале основа за медиумските реформи и уште една работа, членот 102 се менува со член 25, каде што многу експлицитно се забранува владино рекламирање и на органите на локална самоуправа и на сите други. Значи и тоа не е точно. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека не ви одземав многу од времето. Фала, конечно, кафе.